Судскиот совет ги проверува наводите за работењето на судијата Ѓоко Ристов, но под лупа ќе биде целокупната работа во Скопска апелација. Председателот на Судски совет Александар Камповски изјави дека била извршена контрола на дел од предметите во кои постапувал Ристов, но засега нема податоци или детектирано пропуст, бидејќи се уште се разгледуваат предметите. Камповски посочи дека неделава ќе бидат завршени извештаите. Представката ја водевме како анонимна, беше подпишана од група на вработени стручни соработници, советници од апелационен суд Скопје, без подпис, без имења, без презимења, тоа според законот се води како анонимна. Меѓутоа, решивме да формираме група да ги провериме тие предмети, а во меѓувреме пак ни стигна демант исто од група на вработени стручни соработници дека не ја поднеле тие таа представка. Исто таа не е без имења, без презимења, на ова вторава има подписи ставени. Така да и двете ги цениме како анонимни. Претходно во 24 анализа дел од адвокатите посочија дека лесно се докажува доколку навистина пронедените 350.000 евра во домот на родителите на судијата Ристов се од продажба на имот. Изминатиот период од Сдруженијето на судии преку соопштение нагласија дека очекуваат темелна истрага. Во случај на докажана корупција, Сдруженијето се оградува од секој корумпиран судија или носител на судска функција кој го нарушил интегритетот на судскиот систем. Велат дека ваквите појави не треба да се поврзуваат со судиите кои честно извршуваат функцијата. Судијата Ѓоко Ристов, кој е во куќен притвор, е осумничен за кривичните дела против правно стекнување и прикривање имот и перење пари. Според истрагата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, во домот на неговите родители во Неготино биле пронајдени со зидани 350.000 евра.